Добар ден и срдечно добре дојде во новото издание на Автомагазин, кое го започнуваме од Мајзах, поранешна воздухопловна база, а сега во наем на BMW. Ова измеѓу мене се неброени модели на BMW, но тука се наоѓаме поради серијата 5. Таа неодамна е присутна и на македонскиот пазар, не баш неодамна, да кажеме повеќе од 5 месеци, но сега сме прв пат во можност да се соочиме со низините возни својства. Пред се ќе имаме чест да ја возиме во услови на полигон, но и ќе направиме повеќе од 500 километри на отворен пат. Но пред да ги видите нашите впечатоци од BMW серија 5, ве поканувам да ги видите и останатите содржини на Автомагазин. Месецов со големи букви ќе биде запишан во аналите на Opel. Со почетокот на производството на Crossland X започна едно ново поглавје од историјата на марката. Иако договорен уште многу пред германската компанија да се приклучи на PSA, овој мал кросовер со своите француски гени представува прво дете од нивниот брак. Ја има модификуваната платформа од Peugeot 2008, која ќе биде искористена и кај идниот Citroen C3 Picasso. Со него ќе ги дели производствените ленти на фабриката на Opel во Шпанија, како и моторите познати од другите модели на француските марки. Вкупно 5 на број, нив ги предводи 1,2 литарскиот бензинец со 81 коњска сила. Со помош на турбокомпресор од истиот мотор се извлечени 110, односно 130 коњи, кои се доволни за максимални 208 км на час. На љубителите на дизелите на располагање ќе им биде 1,6 литарскиот агрегат со 99 и 120 коњски сили, кои се задоволува со просечна потрошувачка од 4,5 литри на 100 км. За разлика од Мока, Opel Crossland нема да има погон на сите тркала, бидејќи првенствено е наменет за градски и семејни задачи. Затоа пак во изгледот е вистински кросовер со остро нагласени линии и хармонични облици. Иако има само 4,2 метри должина, располага со доста простор во багажникот и внатрешноста, а таа пак со ништо не подсетува на сродството со француските модели. Личи на онаа од Астра, од која се превземени и некои напредни системи и детали од опремата. Практичноста и функционалноста се нагласени, бидејќи Crossland во гамата ја заменува моноволуменската мерива. Интериерот дизајнерски добро избалансиран, а од Opel тврдат дека се одликува и со врвна изработка. Дали навистина е така, купувачите ќе може да се уверат летово, кога ќе стартуваат испораките. Opel започна со примање наречки за Crossland X уште пред 2 месеца по цена од нешто помалку од 17.000 евра за основната изведба. Овој модел е еден од 7 на германската марка планирани за представување оваа година. Набргу ќе следи и неговиот поголем брат Grandland X, кој ќе биде базиран на архитектурата на автомобилот на годината во Европа Peugeot 3008. Opel многу очекува од овие два модела, кои заедно со Moka X треба да ја представуваат идната ударна тројка во понудата на марката. Бројот на супер автомобили расте со прогресивна стапка, но светот како да се заситува од нив. До ваков заклучок се доаѓа повеста за преполовување на цената на една интересна креација што доаѓа од Калифорнија. Станува збор за резвани Beast Alpha, за кој при представувањето во ноември на салонот во Лос Анџелес беше најавено дека ќе чини $200,000. Набргу потоа цената му беше намалена на $149,000, за сега да биде понуден за $95,000. За тие пари следува агресивно дизајнирана каросерија поставена на алуминиумска шасија од Lotus. За погонот е задолжен 2,5 литарски компресорски мотор од Cosworth со 400 коњски сили, доволни за спринт до 96 км на час за 3,5 секунди.
Има отстранлив покрив, а доста интересно е решено отварањето на вратите. Како и сите други вакви автомобили се произведува рачно, за што треба помеѓу 12 и 16 недели работа. Како дел од операцијата за собствено преструктурирање, General Motors продолжува сократењето на трошоците на непопуларен начин. После продажбата на Opel, а со тоа практично и напуштање на европскиот пазар, компанијата се повлекува и од Индија и Јужна Африка. Производството на возила во овие две земји ќе биде делумно или целосно прекинато. Фабриката во Индија ќе се фокусира на извозните пазари, а погоните во Јужна Африка ќе бидат одстапени на Исузу. Паралелно со тоа, дилерската мрежа ќе биде трансформирана или затворена, но сервисите ќе продолжат да работат. Возилата од марката Chevrolet веќе нема да се продаваат, но заради промените во собственоста Opel и понатаму ќе биде присутен во Јужна Африка. Ќе остане да функционира и техничкиот центар во Бангалор, кој ќе работи за глобалните потреби на компанијата. Плановите од пред 2 години со кои General Motors најавуваше вложување од $1,000,000,000 во развој на автомобили со ниска цена во Индија ќе бидат целосно ревидирани. Во долгото образложение за причините за ваквата одлука, челниците на компанијата наведуваат дека лани во Индија и Јужна Африка заедно се продадени едва 49.000 возила. Тие очекуваат повлекувањето од овие два пазари да ги чини $500 милиони, но и да им донесе заштеда од $100 милиони годишно. Не е објавено колку луѓе ќе останат без работа. Новиот француски председател Емануел Макрон и официјално ја презеде функцијата. Една од првите должности му беше да го поздрави народот и се провози по елизејските полиња во председателскиот автомобил, кој по традиција е најновиот француски модел во моментот. А тоа сега е DS7 Кросбек, специјално прилагоден за председателски поворки. Историскиот момент беше проследен со силен дожд, на кој најмладиот лидер на Франција после Наполеон гордо му пркосеше низ отворениот покрив на неговиот нов службен автомобил. Тој покрај специјалната боја и државничките символи има и позлатени детали. За филигрански обработениот интериер се користени специјална црна кожа и иновативно лакирана ткаенина. Техничките детали за возилото не се објавени. Истакнато е само дека е опремено со најновите технологии што ќе ги има и серискиот модел. Посебно се споменуваат полуавтономниот систем и активното ослонување, кое со помош на камери ја следи површината на патот и препознавајќи ги сите рамнини на него обезбедува максимум комфор. Председателот на Франција ќе биде единствен што ќе може да се вози со овој модел на DES се до почетокот на идната година, кога ќе започнат првите испораки за обичните купувачи. После долгото подгревање на атмосферата, семејството на Шкода и официјално е побогато за уште едно име. Него ќе го носи стилски обликуваниот кросовер кој го заменува Йети. Новиот карок и досега не беше голема мистерија. Чесите веќе ни ги сервираа неговите детали и ни ги покажаа маскираните прототипи. Видовме дека е привлечен за окото и со основни црти сличен на Кодиак, со кого заедно ќе ги освојува перспективните пазарни пространства. Сега можеме да ги видиме и неговите скулптурирани и остро извлечени линии кои во настапот суштински го издвојуваат од Йети. Од својот претходник е подолг за 16 см, со што се елиминираат неговите најголеми забелешки, големината на багажникот и просторот на задните седишта.
Од него се разликува и по доста помодерно скроениот ентериер, исполнет со опрема што не се очекува кај волку големо возило. Не се штедело ниту на изборот на квалитетни материјали и обработката. Тоа јасно ги покажува амбициите да достигне повисоко ниво, во што ќе му помогнат 5 моторни опции и погонот на сите тркала. Чесите гордо ги истакнуваат и најсовремените безбедносни технологии кои ќе придонесат за јакнење на имиџот на целокупната марка. Во тоа досега малку пречеше токму Yeti, кој како најстар модел на Шкода се појави во време кога класата мали кросовери практично не постоеше. Затоа и не му беше проблем во голем број да ги освои срцата на купувачите, но сега ситуацијата е сосема поинаква. Карок ќе треба да се справи со бројната конкуренција, а адути за тоа има доволно. Глобализацијата некогаш има и добри страни, доказа новата генерација на Honda Civic. Досега на купувачите во Америка на располагање им беше само седанот, а на оние од Европа само хеджбекот. Сега и на едните и на другите ќе им се нудат и двете верзии. Така, неколку месеци после хеджбекот и скоро цела година по својата американска премиера во Европа пристигна и седанската изведба на Civic. Веќе знаеме дека за оваа 10-та генерација на најпопуларниот модел на Honda е подготвена нова платформа која е подцврста и полесна. Таа донесе и малку поголеми димензии, но и поинакви визуелни пропорции. Модерниот изглед на кој доминираат масивната маска и LED светлата представува нов правец во дизајнот кој повеќе нема да ги поларизира мислењата како кај претходните две генерации на Civic. Може би малку кај хеджбекот, но кај седанот линиите складно се вклопени и доста добро кријат дека багажникот има зафатнина од цели 519 литри. Заслуга за вака големата бројка има и новото задно ослонување кое заедно со подобриот распоред на тежината придонесува и за подобри возни својства. Нив треба да ги обезбеди новата генерација турбомотори, подречје кое се уште не е докрај јасно дефинирано. Така Civic седан засега ќе биде на располагање само со бензински мотор од 1,5 литри и 182 конски сили, а за другите погонски опции ништо конкретно не се споменува. Од Honda велат дека со овој агрегат ќе стигне до стотка за 8,4 секунди и дека просечно ќе потроши 5,7 литри гориво на 100 километри. На купувачите ќе им остане само да бираат меѓу 6-степената мануелна или вариоматска трансмисија, која симулира пренос со 7 степени. Натрешноста, како и понатаму дизајнерски своеглава, сега е доста поергономична. Одушевува и незината пополнетост со опрема, на чиј список стандардно се наоѓа активен темпомат, автоматски долги светла, загревани предни седишта и други неочекувани работи. Богатата опрема сепак не ги вивна цените до небо, благодарејќи токму на глобализацијата што ја споменавме на почетокот. Сумата која во Македонија ќе треба да ја издвоиме за новиот Civic се уште не е позната. Прва асоциација на кратенката GTI секогаш е легендарната спортска верзија на Golf. Со текот на годините таа се најде и на помалиот Polo, кој успешно продолжи по патеката што му ја трасираше поголемиот брат. Сепак, најновиот потег на марката да го понуди и Up во GTI изведба беше изненадување. Сите се надеваат пријатно, бидејќи градското автомобилче го доби еднолитарскиот трицилиндричен TSI од новиот Golf со 115 конски сили. Тие против себе ја имаат неговата тежина од 997 килограми, кои ќе ги лансираат до 100 на час за 8,8 секунди и до максимални 197 км на час. Во тоа несебично ќе им помогне и 6-степениот менувач. Споредбата со првиот Golf GTI од 1976-та е неизоставена. Тој со своите 110 конски сили забрзуваше за 9 секунди и стигнуваше до 182 км на час. Дали
возбудата во возењето е на истото ниво ќе се дознае на почетокот на идната година, кога малиот спортист ќе се најде на улиците. Од обичните изведби на ап ќе се разликува по нешто поинаквата маска, 17-инчните тркала и каросеријата спуштена за 15 мм. GTI третманот му ги донесе и препознатливите украсни детали на каросеријата, двојната црна лента од страните и црвената на дното на маската напред и задната врата. Се забележуваат и спойлери на неа и малите промени на браниците. И внатрешноста е соодветно облагородена, но нејзината содржина се уште не е целосно позната. Исто важи и за цената, за која ознаката GTI ќе го краси најмалиот Volkswagenов модел. Маверик Вињалес и Валентино Роси одлично ја започнаа годинешната Мото Гран При сезона настапувајќи за Movistar Yamaha тимот. Спојот на медитеранскиот темперамент и јапонската прецизност се покажа како одлична комбинација. Возбудата допрва ќе следи, но само за љубителите на брзината на две тркала. Оние кои повеќе ги преферираат автомобилите веќе можат неограничено да уживаат во новитетот на Abarth. Креиран да ги долови мотовозбудувањата, малиот тркач со ознака 695 XSR Yamaha истовремено одава и сатисфакција на успесите во Гран При светот. Партнерството со Yamaha е искористено на најдобар начин за истакнување на динамичноста на новитетот. Големата употреба на јагленородни влакна на додатоците на каросеријата има главно естетска намена. Суптилните дизајнерски зафати ја зголемуваат агресивноста на настапот, навестувајќи ги перформансите што ги крие. За нив е задолжен 1,4 литарски турбомотор со 165 коњи. Трансферирани преку мануелен менувач го забрзуваат до 100 км на час за 7,3 секунди. Постигнува максимални 218 км на час, но побитно е однесувањето при помали брзини, за што се грижат кони амортизерите и ајбах пружините. За тркалата од 17 инчи се надзираат перфорираните дискови со црвени сопирачки клешти. Со специјален тюнинг кит тие добиваат подпис од Brembo, заедно со уште 15 коњски сили наменети за истерување на ѓаволот преку ултралесниот Акрапович издувен систем. Атмосферата од тркачкиот свет се забележува и во внатрешноста, каде повторно се присутни карбонски компоненти. Не се заборавени ниту модерните конективни технологии. Трките се еднакво важни и за Yamaha и за Abarth, секако и за нивните купувачи за кои ваквите лимитирани серии се бесценети. Ексклузивноста е загарантирана со производство на по 695 примероци од секоја каросериска изведба, а цената свесно испуштена од комуникацијата со јавноста. Ние сепак дознаваме дека таа изнесува 26.350 евра за затворената и 2.500 повеќе за отворената верзија. На располагање ќе биде само една боја – тркачки сива. Италијаните се експерти за маркетинг и знаат како да продадат скап мейнстрим автомобил. А јас се наоѓам за доправувачот на BMW серија 5, која производителот вели дека е една од технолошки најнапредните. Се разбира исто како и серијата 7. Ние се наоѓаме токму на овој полигон за да ги испробаме квалитетите, но и технолошките достигнувања на серијата 5. Во изолирани услови ќе можеме да го видиме како функционира активниот темпомат, потоа автономното задржување на правецот, но и останати безбедности остварувања кои ќе бидат како кец на десетка во асистирањето на возачите на пренатрупаните улици, но и паркинзи.
За доправувачот на серија 5 чувството традиционално е извонредно. Обкружен со последни технолошки достигнувања на возачот му е јасно дека основното што треба да го доживува со овој автомобил е задоволството. Токму поради тоа во кабината се сместени врвни електронски асистенти. Прво што паѓа во очи е големиот head-up дисплеј, чии димензии се за 70% поголеми од оној на претходната генерација, што овозможува возачот цело време да биде фокусиран на патот. Сепак возењето на полигонот не беше во функција на брзината, туку на презентирањето на можностите на опционалниот пакет Driving Assist Plus, кој опфаќа повеќе функции. Тие имаат повеќекратно значење за безбедноста, но и приближувањето до потполното автономно возење. Една од најимпресивните е асистенцијата за одржувањето на смерот во избраната трака на движење, која автоматски ги аплицира корекциите во 3 ситуации, и тоа доколку системот детектира дека возилото ќе ја напушти безбедната рута, доколку возачот ја менува лентата на движење, а не забележал дека во непосредна близина се наоѓа друго возило, и доколку се забележи опасност при приближување на друго возило. Овие системи се оперативни на брзини помеѓу 70 и 210 км на час. Реакциите на возилото кога се вклучуваат споменатите системи се во рамките на очекуваното, и нивното делување многу наликува на човечките реакции. Како на дополнување ни беше демонстрирана работата на подобрениот адаптибилен темпомат, со чие делување му дозволува на возачот да биде надзорник на возилото и да интервенира кога сака. Полни со импресии тргнавме на возење во секојдневен сообраќај. Пред нас беа повеќе од 700 км комбинирани патишта, во чии рамки ќе имаме доволно време да ги почувствуваме возните својства на новата серија 5. Вториот ден на возењето на BMW серија 5 е вистинско уживање, бидејќи се наоѓаме во италијанскиот дел од Доломитите, каде што се наоѓаат едни од најубавите алпски патишта за возење. И вистинско место да се најдеме за доправувачот на BMW 540, бензинската верзија со 330 конски сили. Се наоѓаме на преминот Стелвио, кој е познат по многу кривини и извонредна панорама на Доломитите. Она што во прв план ќе дојде, тоа е управувањето на новата серија 5. Околу управувањето, токму околу него има многу критики, но и многу пофалби. На некои електрохидравличното управување не им се допаѓа, бидејќи сметаат дека немаат вистинска интеракција со автомобилот, додека па другите го фалат на полна уста. Во овој момент го возам автомобилот во опцијата комфорт, но поради конфигурацијата на патот јас ќе ја употребам спортската суспензија. Не само суспензија, туку и спортските манири на возење на овој автомобил. И да видиме што се менува. Веднаш се чувствува како моторот ја испорачува сета сила, а ја си имам погон на сите тркала. Она што морам да го напоменам е дека управувањето е многу поинакво од она што беше во модусот на возење комфорт. Едноставно, овој автомобил претрпува огромна трансформација, карактерна трансформација. Серија 5 од една луксузна и лежерна лимузина се претвора во вистински спортски автомобил. Управувањето е извонредно директно и прецизно, а благодарение на активното управување и погонот на сите 4 тркала, овоа возило е како залепено за асфалтот. Во текот на дводневните возења на серија 5 имав можност да седнам за доправувачот на моделите со 2-литрен и 3-литрен дизел мотор. Сите тие имаат една заедничка карактеристика која е типична за BMW. Со самото влегување во внатрешноста на возилото се чувствувате интериерот како да ве асимилира, како да станувате еден дел со возилото. Тоа се однесува за седењето на предните седишта. Возачот има извонредна позиција со прекрасен поглед на
одлично смислени и ергономски поставени инструменти. Како што реков, мене многу ми се допаѓа она што го доживувам зад управувачот на BMW серија 5. Но ова не е совршен автомобил. По вокација, серија 5 е премиум модел и се надпреварува со Mercedes E-класа, но и Jaguar XF, како и Audi A6. Она што ме разочара помалку кај серија 5 е местото на задната клупа. Едноставно, кога ќе се наместите во идеална позиција на предните седишта, на задните останува многу малку простор за колениците и за стопалата. Сепак, BMW ова го оправдува како компромис во однос на спортските манири и перформанси на возилото. Јас им верувам на збор, но секако би одбил на подолга релација да се возам на задната клупа во новата серија 5. И на крај, што да се заклучи за оваа лимузина? Пред се има извонредна палета на опременост како и на мотори. 8-степениот автоматски менувач е повеќе од добар и одлично се снаоѓа со било кој мотор од палетата на BMW со кого е впарен. BMW успеа да направи една лимузина која има универзални вредности, и спортски, и комфортни, но и секако дека е статус символ. BMW серија 5 е возило кое е одлично избалансирано. Има одлични атрибути и неговата цена, како и возни перформанси, се извонредно избалансирани. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Јас срдечно ве поздравувам и ви закажувам идна средба за 7 дена. До гледање.